Добро утро, почитувани гледачи. Со уште едно утринско возење низ градот Делчево. Малку по-стабилна снимка со нашата GoPro камера, која некојаш функционира, некојаш не, но барем има стабилизатори, не треба монтажа. Каде би се упатиле? Овде сега би имаше некој проблем вчера во овој дел од градот. Па да циднеме дали е се окей. Успееме секако да се искачаме тука. Некоја проблематична шахта беше во прашање. Па, еве, мала дупка која се надеваме дека ќе биде санирана, ќе биде излезена во пресрет на жителите. Причината не беше баш тоа за да фатиме повој дел од градот, тука е да се подсетиме на улица Солунска, каде на времето функционираше Радио Пинк. Пред некој ден објавив некој видео кај мене на Facebook. Во она куќа право што ја гледате беше сместено радиото. И тука започна нашиот прв контакт со медиумот, еве овде. Се работеше 2-3 смени, имаше премногу радио поздрави, претежно секој се поздравуваше кога имаше некој повод. А сега ќе се упатиме од овде кон улица Индустријска, да видиме до каде е работата. Вчера, нели, малку зборувавме на таа тема и баш по завршувањето на снимањето на видеото забележавме дека започнале работите за тоа. Нормално не поради нас за оти снимавме, туку таква била процедурата да се опесочува оној финален слој на песок пред асфалтирање. И имаме најава дека утре ќе се асфалтира таа улица. Мора сега само прозорците пак да ги затвориме заради прашината која се уште е присутна. Да вклучиме овде една опција на автомобилот да не влегува внатре во истиот. Така да, еве, граѓаните конечно утре ќе може да, ајде од задутре да речеме, кога ќе истина, така кажано, делчевски асфалтот да може да се движат по-безбедно и за себе и за своите автомобили. Сега дали ќе може само да поминеме овде, бидејќи гледаме дека се работи. Еве го тој некој финален слој. Сочува, но нема знак забрането дали може да се поминува по патот. Ова е чисто да ви доловиме како да работите. Еве, со ваљак ние нема да одиме по оној дел кај што е веќе направена работата. Само мора да внимаваме, сега шоферот нема ретровизор, гледаме. Се надевам ќе не забележи. Дали да рискираме? Да. Тука е и продавницата на Максхем, со која имаме соработка. Се што ви треба може таму да најдете за домакинството.
особено угостителските објекти можат да најдат наистина се што е потребно од инвентар во смисла на инвентар погоден за носење, хартиени работи, пластикарија и слично. И па еве направивме значи мал увид во ова улица, навистина изгледа дека утре ќе се асфалтира. Сега може малку да отвориме прозорец и да спомнеме друго што имаше интересно во Делчево. Базенот е преполн. Местата кои имаат базени нудат разладување. Секаде каде има ладовина, има и гости. Градот обично полека наликува на она што знаеме да го забележиме во лето во Делчево. Период кога започнуваат да се враќаат назад иселениците, да ги користат своите годишни одмори, некои во јули, некои во август. Претежно тоа е периодот кога се дома. Се наближуваат и традиционалните средби на иселениците, кои ги организираат иселениците. Како расадничка вечер на 15 август, иселеничка средба во селото Град, во селото Вирчи годинава, во Таушанско мало стрелиште. Вчера беше објавен плакат со они кои ќе настапат на ова средба. Село Габрово, хуманитарна забава на 31 јули секогаш мислам. Се ближи и Петровден во Пехчево, фестивал на дувачки оркестри. Така да на тоа ќе се фокусираат луѓето кои си доаѓаат дома, претежно ним тоа им е важно. А инаку кога сме кај, пак ќе споменеме асфалтирањето, се надеваме дека кога ќе пристигне асфалтот, ќе има простор да се пополнат, ќе има простор да се пополнат и овие дупки овде, кои подолго време стојат. Тука еве ги почнувајќи од овде, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и една голема 8 и оваа 9 и 2 помали, 3 помали 12 дупки на кои треба да се посвети внимание. Разбираме дека во денешно време се чини пари, но пак граѓаните кои си плаќаат редовно данок заслужуваат да барем за вакви поситни работи каде не се изискува големи материјални средства да се направи. Не сме тука да солиме паметно. Кој знае и ова дали ќе допре до оние до кои треба да допре. Но убаво е вака да се како ништо правиме обиколка, еднаш во месецот да се помине градот, да се направи некој записник, забелешка, каде што не достига, нешто ситно што се гледа, што е вака приметливо за око, да се поправи. И една мала ситна работа за еден граѓанин многу значи. Кога ќе му се обрне внимание и ќе се сослуша и нормално ќе му се овозможи тоа што го бара ако е ситно нешто. Сега за поголемите работи знаеме дека се планира буџет, дека во месеците ноември, декември обично се организираат тие форуми на заедниците и таму се даваат предлози. Па колку порано го дадете вашиот предлог, толку подобро за побрзо ќе дојде реализацијата, доколку се усвои тој предлог.
Инаку денес некако како се чувствува мала ладовина во воздухот, бидејќи вчера имало врнежи на одредени места, дури и врнежи со град. Има најава дека ќе има и во овој дел од Македонија, но дорека не се почувствува на дело, не знаеме, не можеме предвреме да кажеме, тоа се прогнози. Ние тука би ве поздравиле поради некои обврски за купување намирници за дома. Ќе ви посакаме пријатен работен ден, одморен ден ако сте на одмор и така натаму и така натаму. И тоа е тоа, ве поздравуваме ви. Доколку не следите на Facebook, ни фалат уште 130 следачи за да дојдеме до бројката од 100.000. На YouTube сме околу 3600. Малку подоцна почнавме да ги ставаме работи на YouTube, може би таму ќе бевме сигурно до 10.000 за овие, ево ова е 8 година како работиме. Така да ни значи вашата поддршка. Од Facebook не заработуваме, но убаво е така кога има човек некоја бројка која сака да ја достигне. Се надеваме дека ви се допаѓаат овие наши содржини и дека ќе не следите секојаш кога можете и ќе не гледате секако. Благодарам што и денес бевте со нас.